Благодарам, почитувани представници на медиумите, благодарам на сите за присуството. Темата на денешната пресконференција е извештајот за напредокот на земјава од страна на Европската Унија, а објавувањето на извештајот за напредокот со оцена дека Македонија не постигнала напредок на европскиот пат, испрати јасна порака каде се движи земјава во изминатите години и пол под власта на ВМРО-ДПМН. Овој извештај е практично најлошиот извештај кој што сме го добиле изминатите десетина години и сериозно го вклучува алармот за иднината и за перспективата на државата. Се случи тоа што предупредувавме. ВМРО-ДПМН успеа да за 1,5 година не стави во групата со Косово, со Босна и Херцеговина, со Молдавија, со Украина. Тоа се земји кои што последни го почна патот на евроинтеграциите. Чекоревме паралелно со Албанија, еве гледаме сега Албанија како со крупни чекори оди напред, какви се предвидувањата. За жал, ние освен што стагнираме во неколку области имаме и назадување. За жал, овој извештај потврди дека државата е во целосен застој, реформите се блокирани, институциите се парализирани, а европскиот пат е сведен на празна реторика без никаква реална содржина. И ако добро се погледне извештајот, пораката од него е јасна. Не постои напредок во ниту една област. Дури и таму кај што има технички активности нема никакви резултати. Не само што тапкаме во место, туку се враќаме назад. И ова не е проблем на Европската Унија. Ова не значи дека некој нас не спречува нешто да работиме. Ова е знак за тоа дека владата нема волја, нема желба, нема капацитет да сработи работата која што треба да сработи и да го испорача тоа што е во интерес и на граѓаните и на државата. Овие реформи се од суштинско значење за средување на државата и системот. Во бројки ситуацијата изгледа вака. Само 4 области се оценети како добар напредок, а и тие се минорни и не се однесуваат на вистински внатрешни реформи. Во 8 области нема никакво поместување, вклучувајќи и најкритичните – правосудството и фундаменталните права. Она што е најлошо од овој извештај, во поглавието 24 правда, слобода и безбедност, владата добива единица, што значи драстичен пат во споредба со лани. Во економијата ситуацијата е идентична, стагнација или пат, алармантни податоци и за земјоделството. Што се однесува до реформската агенда, состојбата е очигледна и е видлива и за нашите европски партнери. Таа не се спроведува, обврските се неисполнети, а државата губи и драгоцено време, но и пари од Европската Унија. И ако ги погледнеме поединичните области, јасно е дека ниедно од предизборните ветувања владата не ги испорачала. Додиме поред, дозволете да ставам акцент на неколку работи кои што мислам дека се многу важни. Во дело на демократија и владење на правото не беа направени обиди за усвојување уставни измени поврзани со заклучоците на Советот од 2022 година. Клучен услов на ЕУ за почеток на преговорите. Политичка поларизација во собранието продолжува блокирајќи клучни реформи и именувања. Понатаму, во дело на судство, комисијата оцени дека нема напредок во област на судството и основните права, судската независност останува подкопана од политички влијанија, вклучително и притисоци од собранието врз судскиот совет. Спроведувањето на стратегијата за реформа на правосудството 2024-2028 година доцни спроведени се само 42,9% од планираните активности за 2024 година. Антикорупцијските напори се во застој, се бележи нема напредок, корупцијата е присутна во многу области и представува сериозен проблем. Во дело на јавната администрација, управување со јавните финансии, 60% од законите се носат во скратена постапка, што подкопува транспарентноста и надзорот. Многу пати предупредувавме на ова. Не се остава простор за никаква дебата, не се остава простор да се направат добри законски решенија, нема комуникацијата со власта да одредени сегменти преку поднесување на закони се подобрат. Понатаму, реформите на законот за буџет доцнат,
целосно спроведување во 2026 година изгледа неверојатно. Во делот на економија, јавни предпријатија, ограничен напредок кон функционална пазарна економија, реализација на јавни инвестиции останува слаба. Буџетскиот дефицит е поголем од планираниот. Во делот на образование, млади, иновации, едноставно дебакл. За образованието, од бруто домашниот производ, наместо 3,7 како до сега, или зголемување, како што е тоа потребно, како што сите сакаме да видиме, 3,2%. Сериозно под просекот Европска унија. Поразително. Основните резултати во учењето се влошуваат. И онака бевме на дното во Европа и на светот, резултатите од ПИСА се полоши во сите области. Во животна средина нема закон за клима, нема усогласување со систем за тргување со емисии на Европската унија. Земјоделство. Нема нов закон за земјоделство, слаби антикорупцијски контроли, регионалниот развој е ограничен, се доцни и лошо се управува со прекуграничните програми. Во делот на даноци, тоа што исто така цело време предупредуваме на тоа што ни се жалат многу компании, постојани доцнења во повратот на ДДВ. Само 15% се обработуваат на време. Сериозно е загрозена ликвидноста на македонските компании. Правда, слобода, безбедност, ограничен напредок во целина. Во дело на реформската агенда, само накратко, тоа што исто така го зборуваме година и пол време наназад, потребно е спроведување на суштинските реформи поврзани со ЕУ. Потребни се трајни решителни чекови за забрзување и спроведување на сите ЕУ реформи. Спроведувањето е делумно и со доцнење во сите столбови на планот за раст. Слаба координација и институционалниот капацитет го загрозуваат финансирањето базирано на перформанси преку механизмот на реформи и раст. Тоа што ги интересира многу луѓе, посебно младите, бизнис средина и развој на приватниот сектор. Ограничен напредок во подобрување на деловната клима, слабо спроведување на закон за конкуренција, нема усогласување со правилата на ЕУ, реформите за неформалната економија се во застој, слабо управување со јавни инвестиции, перзистентна корупција и правна несигурност ги обесхрабруваат инвестициите, делумна дигитална трансформација, бавен напредок во усогласување со Европската унија. И ако има еден дел од извештајот што може да сумира оваа слика во целост, тоа е реченицата. Слаба координација и институционален капацитет го загрозуваат финансирањето базирано на перформанси преку механизмот за реформи и раст. Односно, не се предвидени, внимавајте, во буџетот доволно финансиски средства за да се спроведува планот за раст. Значи, не се предвидени пари да се спроведуваат реформите, кои што прво ќе го зајакнат системот, а понатаму не носат до дополнителен извор на средства од Европската унија, откако реформите ќе се спроведат согласно планот за раст. Почитувани присутни, за жал, владава ниту има капацитет, ниту волја, ниту визија како државата да ја води напред. Реформите се од заеднички интерес, граѓаните тоа го очекуваат. И тие се огледало на вистинската волја на владата да ги менува работите на подобро, да се откаже од злоупотребите на судството, на администрацијата и на целиот државен апарат. Во крајна линија, напредокот во реформите е клучна оцена за тоа дали било која влада е искрена и нешто сака да смени во државата. Согласно ова, за жал, очигледно е дека владата на Мицкоски ниту сака, ниту има намера да направи нешто суштински добро во државата. Сега само останува на страна на прогресот, европеизацијата и системските реформи. Македонија и граѓаните заслужуваат и подобро и многу повеќе. Ви благодарам.